Od nivnata sam pa doznat дека нашата заедница има потреба од стара хартија. Во статијата пишуваше дека нашата република дава девизи, што за мене нешто не беше во ред да се дава девиза и за тоа што го имаме. Брзо потоа во населбата на вратата се појавија плакати преку кои Југо Соровина апелираше до граѓаните, почешно до младите, да ги собираат секундарните суровини. Од плакатата дознав дека килограм хартија се плаќа по 200 стари динари и тоа дека пунктови за откуп ќе има на сите пазари во градот. Јас се одлучив за пунктот до непосредна близина што се наоѓа во населбата Аеродром. Во прво време почнав да собирам стара хартија во мали количини. Ова работа ме заинтересира многу. Еве веќе собирам година дена. Собирам секојдневно, најмногу во овој терен, бидејќи е ова нова населба. Овде се фрлаат големи количини хартија, амбалажа од намештај, бидејќи тука се населуваат семејства во нови станови и внесуваат нов намештај, мебел. Со мојата работа најмногу ги заинтересирав жените. Чудо невидено ме гледа кога почнав со собирање. Ме гледа како секој ден влечам хартија
Некои ми приоѓа и ме прашува зашто ја работам ова работа, дали воопшто немам никаква заработувачка. Јас им кажував дека имам екзистенција обезбедена, но дека ми е досадно да седам без работа. Мене работата и движењето на воздух ми причинуваат посебно задоволство. Иако е доста напорна работата за моите години, Бога ми некако добро се држам. 12 до 14 часови дневна работа. Тоа секако не е лесно. Најтешко ми е кога ќе соберам доста хартија и тоа одење, враќање, одење и се така преку 12 на часа. Обично се заморува кога сум при крај, до 100 метри од пунктот. Тога да ми е вада поблиску, би ја фрлила хартијата во него. Кога ќе стигнам до пунктот за откуп, ми се чини како да влегувам во рајска врата. Тогаш се чувствувам многу пријатно, зашто мислам дека вршам една корисна работа што сите ја поценуваат, а исто така општествено корисна. Еден маж и кога да ме сретне со подбив ми вели: ајде, ајде, те чекаат црвендачките. Вистина, мене секој ден ме чекаат парите во пунктот. Некогаш 2 црвендачки, а некогаш и 6. Не морам за пари да ја чекам секој ден пензијата. Се викам Димитрова Левтерка, родена во Хочани. Сум дипломирала во Белград 1938 година во училиште под наслов Стручна учителска, кое беше единствено во бивша Југославија во Белград и Загреб. Траеше полни 5 години. Како дипломирана стручна учителка, веднаш ме назначија во Гостивар. Тамо ме затечи окупацијата, тоа ми беа пријатни почетни години служба. Потоа бев со служба по ослободувањето во Источна Македонија, Западна, село Ростуша, Лазарово поле и дојдов во село Маџари, каде учествував како учителка последни години служба, полни 12, во училиштето Наумно-Мулски Борче, 8-летка. Тамо ме затече и пензијата и веќе сум пензионер полни 10 години. Како учителка по разни места, со многу години служба, работејќи секој ден интензивно со училишни деца, и не помислував на своја иднина, мислам во однос на брак. Така се случи
da ostanem cel život sama i bez familija, bez deca i kako što rekao predi malko i pokrov nad glava. Samo tijata v početku mnogo teško mi pađaš. Taka mnogo pati, pađav ivo nekoja apatija, osamenost, bezličen mi i bezinteresen beše životot i često pati, pomislivav i tako da se izražam i na samoubistvo, no do toga za sreća ne dojde. I kako sama, život mi beše mnogo dosadan, denot monotonen, se opredeliv za ova rabota, što je rabotam veće godina dena, koja mi doprinesova koliko toliko da go pominam denot i da dojdam do izvorna zarabotovačka, a to je dinarod. Starvam na utrovo 4 sata sa bajlem. Su to orbičevo raka, razni vrvki za vrzovanje, nas, pisanija, vesnici, knjigi koji ih najdam, naročno kartoni. I taka trgnuvam volnova naselba narečena aerodrom, bidiki je taja gusto naselena, nova, ima potreba od mebel i svrluvat raznih arti, naročno pakovan karton za mebel. Ja normalno se navednovam, gi pakovam, vrzuvam, pomenovat gledači, nekoj ženi me zamuabetovat i mi odzima dosta od toga slobodno vreme. Pravivki su ni razgovor na kratko i objasnuvajki im zašto i kako sam se rešila za ova prilično dosta naporna fizička rabota. Taka pominuvam nekoga i po 12 do 14 sati, da naivno vidiki punkt od ne toliko daleko, no odenje, vraćanje su tije paketi, to mi odzima mnogo vreme. Taka jedan den leten so golema vrukina nad 38 Celzijevih stepeni, skoro na 50 metri pred punktom. Taka mi stane lošo, ako ne legnev na treba, mislim, ke padnev u nesvest. Niko ženice mi privodja i mislija da su već mrtva. Ja samo saraka kim rečem, ostavite me i ležev skoro 2 sata na treba i tako se osveživ, pa to gi predadav materijalite koji gi bev sobrala. Za golemo zadovoljstvo gdje gledam djeca po ulici, parkovi, razni igrališta, kako se šetat sa svoji roditelji ili negovateljki. Pomislujem kako bi bilo i jas da imam dete ili vnuče koje bi go vodila za raka i bi se prijatno su nego šetala i bi go zabavovala na razni načini koji sam mu nemu kako dete interesni. Taka taja samotija mi natera od vreme na vreme, vo prvi godini kako penzionerka, da pomislim i da odam u učilište nekoj dvor i da gi gledam decata kako za vremena odmorite prijatno detski se igrat i zabavovat. Samotija nevjerovatno mi teška i sega, no izlaz od ova situacija nema. Ako čovjek ne se pomiri su to što go snašlo u životu, o to je slučaj denot bi bil u štepu monoton za nego. Eto, ta je samotija me natera i da je rabotam i ova taka za ljude to na izgled poniživačka rabota, no meni za sreća mi pričinilo zadovoljstvo
Na rožnovo-utrinski terani, letni časovi, na čist vozduh, kako šetam, sobiram, pakujem, odam se, vraćam, vlečkam, sve do posljednog mjesta, a to je putoc za otkup na surovini. Kako mlada bih odličan fiskulturnik. Naravno trčanje, vežbanje na razvoj, karike, dobiva skoro sve prvi nagradi. Za žal momentalno nemam nijedna od tije diplomi koja bi je pokazala i pred kamerata. Po svršavanju работа da odam doma. Najmnogo čitam, Tolstoj mnogo me interesira, Atija, njegovi dela, Dostojevski. Najmalko čitam, do 3 sata na den. Potom zimam raka račna работа, бидејќи училиштето koje го завршив во Белград ми беше од таков карактер, каде научив да плетам, весам, кројам, шијам. Ето, така ми поминува работниот ден. Работничкиот совет на нашата работна организација Југосуровина одлучи како и на сите подобри собирачи на секундарни суровини да ви подари по еден заштитен мантил, кондури заштитни и еден троцикл за собирање на секундарни суровини. Повелете. Koji pridonosite društvenoj zajednici.
Ete така ја заработувам, што се вели, заработувачка од улица. Од тоа што се фрла, го собирам и затоа ми плаќа. Тоа го нема дури ни во земја Дембелија. Успевам да соберам само дел од тоа што се фрла. Кога би успеала да соберам сета хартија, би заработувала многу повеќе. Преку летото можам да заработувам дневно и по 200.000 динари, тоа не е малку. Колку млади луѓе седат без работа по судовите за вработување. Јас и нив сакам да им докажам, ако им се работи, дури не најдат трајно решение за вработување, уште повеќе можат да заработат од мене. Во пукнутот е, секој ден мери и земе пари, но пред тоа треба да се запне и да се собер харти или други суровини.